Здрава на сите и добре дојдовте на денешниот час кој што е втор од серијалот Програм Играм во Scratch. Во денешниот видео туторијал ќе се запознаеме со тоа дали постои друг начин на активирање на една низа, што се случува кога ќе користиме блоковите од Lux, а што кога ќе користиме блоковите од Sounds. Ќе научиме неколку блокови за повторување и сето тоа ќе го примениме за да го анимираме нашето име. Најпрва, за да креираме нов проект во Scratch, треба да ја отвориме веб страната која што веќе ни е позната. Потоа, треба да се јавиме на профилот кој што ни е креиран претходно. Доколку немате креиран профил, изгледајте го првото видео од овој серијал. И потоа, отвораме нов проект со притискање на копчето Create. Вака ни изгледа празен проект во Scratch. За да избришеме некој карактер кој што не ни е потребен, го избираме него, а потоа ја избираме кантичката која што не се наоѓа горе десно. Сега ќе ги избереме карактерите кои што ќе ги анимираме. Потоа ќе избереме позадина. За првата буква, буквата Е, ќе направиме таква анимација така што кога ќе ја кликнеме, таа ќе ја менува својата боја. Втората буква ќе анимираме така што кога ќе се кликне, таа ќе се превртува. Анимацијата на третата буква ќе биде збир од анимациите од претходните две букви. Следната буква ќе има за задача секогаш кога ќе биде притисната да испушти звук по наш избор. За да избереме звук, притискаме на табот Sounds. Одовде притискаме на копчето Choose a Sound. Го пребаруваме нашиот звук и го избираме кај карактерот. Буквата Р ќе има за задача да се движи лево-десно, буквата О ќе ја променува својата големина.
Кај буквата Н ќе направиме мала промена. Наместо со кликање да се активира низата, ќе направиме да се активира со кликање на некоја буква од тастатурата. Буквата Т ќе има за задача да се прошета низ сцената. Предизвиква Scratch. Примени ги блоковите од овој час и анимирај го твоето име. Доколку не се сеќавате на никоја анимација, изгледајте го повторно видеото и навратете се на вашиот проект. Што научивме? Научивме дека блоковите When this sprite clicked и When space key pressed се друг начин на активирање на една низа. Научивме исто така дека блоковите од Lux не служат за менување на изгледот на карактерите, а блоковите од Sound не служат за додавање на звук на карактер. Се запознавме и со блокот за повторување, Repeat, па со помош на овие блокови видовме како можеме да примениме анимации за да го анимираме нашето име. Останете во добро здравје и до следно видување.